Стани момент да би не станало. По ридови слънце огреало. По чардаци крстати бајраци. По дворови китени сватови. По прикледи шарени ковчези, а предкледи млада детелина. И во окледи свршена девојка. Со тивка песна и громогласни три стрели од пушка во подножието на Бистра започна 46-тото издание на традиционалната манифестација Галичка свадба. Во центарот на вниманието на ова 46-то издание на Галичката свадба оваа година се зето од Огнен Караѓозовски и неговата избраница Марина Петровска, по потекло од Галичник. Една од највпечатливите слики и посебна атракција е поврзана со обичајот за символичното терање на демоните, што би можеле да ја следат младата двојка. Зетот, кумот и други пријатели носат запалени факели до куќата на младата. Свитата со факелите го осветлува патот до трите чешми, каде младата за последен пат, како немажена, ги полни бокалите со вода. Утредента се изведува еден оригинален обичај – канење на мртвите. Токму за овој обичај еден од најпознатите македонски литерати, Петре М. Андреевски, ке запише: животот никогаш не смее да биде слава само на живите, зашто и мртвите некогаш биле живи, зашто и живите еднаш ке бидат мртви. И голем греф е нивната врска да се прекине. И од другата страна држат рим за едно машко и женско дете во кое ќе се стави косата што ја подстрижуваат. Во неја се става уште и старо париче, коренче од зелка непресадена раса. Сето тоа се прави со иста цел, да се измоли од вишите сили среќа и убавина и во бракот, да му се раѓаат мошки и женски деца. Од гробиштата се оди до куќата на кумот, од кого младенецот бара благослов. Највпечатлив обичај е бричењето на зетот, што означува негова трансформација од момче во човек. Потоа следува подстрижување. Во неговата подстрижена коса се става дукат како символ на богатство и потомство. Браво, не треба да пее. Yeah.
Stavite сега, ovo je mnogo bitno. Бербер и Зета Бриче неќат зетот Бербер да го бричи, како сакат верни побратими. Дур не земат од мајка прошење, дур не земат од татка прошење, дур не земат од браќа прошење, дур не земат од сестри прошење, дур не земат од стрико прошење, дур не земат од рода прошење. Ajmo, ovaj Zetko, bravo. Сега можеме да одиме да бараме. Ајде, па време е више. Ите си се прашам. Ајде, поновно. Откако ќе се исклучи светот, сите во куќата на момчето се приготвуваат за идење по невеста. Една од главните задачи е да остават некого пред, да ја чува постелата на момчето. Најчесто оставува сестрата и друга помниска роба на момчето. Тоа се прави за да се заштити постелата и да не и направи некој нешто. По овие обичаи следува одењето до куќата на младата. За настрој барактерот трга напред, а по него идат побратимите со младоженецот. Ие со коњите бодињаат, одат во галоп, распоредени едни пред други, по младожењата како да го вардат. Сите од нив се неженети, освен стариот побратими барактерот. Начело на поборката идат свекорот и свекрвата. Свекорот во торба ја носи сваќата, свадбената погача, која ќе ја менуваат кај сватоштините, а свекрвата пак ја носи торбата со разните подароци со кои ќе ја даруваат невестата. Таа, облечена во традиционална галичка носија, го дочекува младенецот на балконот од незината куќа. Тогаш таа изговара, гледајќи низ прстенот. Низ прстен те гледам, во срце да ти влезам. Качена на коњ, младата заминува во куќата на незиниот иден маж. Свекрвата со сито, погача и бокал со вино ја дочекува невестата, која слегува од коњот и по прострената литовина влегува дома.
за да не згазне на земја. Утапчето е завиткано во труба и се одвиткува кога таа поминува. Од другата страна некоја млада невеста ја завиткува трубата. Врагот кој треба да го помине за да влезе во куќата го зачекорува со десната нога, без да го допре и прави жест, каже не сака да влезе. Потоа стариот побратим и побратимицата ја одведуваат кон огништето, доктувајќи ја до сечирите. The bride is met by the mother-in-law with a sleeve, breastpine in her hand, and a jug of wine in her right hand. Together, they take 3 turns around the court. Taking the breastpine, she gently taps the bride with it on her head, saying, "As this bread is white, so you too will respect me." Upon arrival at the groom's house, the check and the dowry is stored in the cellar, and the best man helps the bride as she dismounts from the horse. He puts the groom's cap on her head to symbolize their life together. The roll out additional rug in front of her feet before she walks into the groom's house. По венчавањето во црквата Свети Пеќар и Павле, невестата се носи на вода на чешмата Упија. Потоа се изведува невестинското оро, ги дарува најблиските, се крши шутката и по завршувањето на свадбарските обичаи, тапаните и зурлите ги испраќаат најблиските роднини. Заврши венчавањето црква. Сега
и жена. Следува носењето на невестата на вода и заигрување. На чело оди свекорот и кумот со блиските родбини, а поред невестата со два и близка братце. Обичајот се изведува на чешната липија. Потоа невестата ја заигруваат. Се изведуваат невестинското и другиот.
Главен белег на галичката свадба е галичката невестинска носија. На неа преовладуваат белата, жолтата и црвената боја кои што и даваат уникатен изглед на ваквата носија. До мене имам девојка која што е облечена токму во една ваква носија. Јас ќе ја запрашам какво е чувството да се носи оваа носија токму на оваа манифестација. Најпрво, ако сте по потеклото овдека, чувствувате навистина посебно. Конкретно за мене, јас сакам некој ден понатака во иднина да правам самата галичка свадба и чувствувате навистина прекрасно. Така. Колку време ти учествуваш во оваа организација на ваквата манифестација? Дел од оваа манифестација сум веќе 5-та година и понатака ќе продолжувам да се обликувам во оваа носија. Тоа значи дека 5 години си облечена? Поред, да, така. 5 години поред сум облечена во оваа носија. Дали може би знаеш колку тежи носијата? Па околу 25 килограми, но во зависност, например, некои делови тежат и потешко како што е самиот овој дел. Но не ни е пресно, сакаме да се облекуваме и тежината не ни смета. Може да ми кажеш како се викаш? Калина. Колку години имаш? 5. 5. Ке присуствуваш овде, ке играш? Да. Колку години имаш? 9. 9. Горијан. Горијан. Ке играш и ти исто овде? Да. Играуреци? Да. Така. Дали може би се гледаш наредно како иден зет на галичка свадба? Да. Да? Супер. Какво е чувството да се биде дел од галичката свадба како една традиционална манифестација која што се одржува и веќе 36 пат поред? Па чувството е неописливо, целата оваа природа, амбиент и овој театар и оваа публика и самата тежина на галичка свадба придонесува да ни биде чест и задоволство да бидеме дел од членовите и учесниците на оваа галичка свадба, како и минативе години, така и оваа. Колку време вие учествувате како? Јас активно учествувам веќе 16 години. Примитувам дека сте облечени во галичка носија. Колку време ја облекувате поред и дали присуствувате овде како играурец или како гостја? Како игрорец секоја година машката носија одзема релативно помалку време за облекување. Женскава носија одзема многу повеќе, веќе е многу тешко, има многу накид, има многу комплицирани работи, така што повеќе време одзема женската. И дали може би во иднина се гледате како иден галички зет? Секако.